така добро мотивирачки ни делуваше и Бубало, ама и таа со својата спортска приказна настрана музичката знае да делува позитивно, да мотивира и можеби во некоја следна прилика да ја снимаме за овие утрински будења, да ги имаме овие добро позната и стешена идеја или поздрави за утринска филма дамата која што официјално го најавува со чекање првиот сингл, незиниот соло проект за кој што Цеце и јас вистина се радуваме, така што ќе дадеме утро аплауз за нашата Леана Таки. Леја, добро утро. Добро утро. Малку слабо ве слушам, одеднашка нешто не се случи со... Ајде се надевам ќе биде се подобро, дали е сега добро? Како си ни утрово? Ако не слушаш ќе ни одговориш. Ве слушам, само ве слушам заедно со уште еден пропратен звук, ама ја ќе се потрудам. Ќе се потрудам вака и ќе се надевам дека нешто ќе се смени во меѓувреме. Добро сум. Ова веќе ми е можеби пладно некаде од прилика. Не знам за вас како е. Да, како мајка, претпоставувам ова со часовникот и минувањето кај тебе не делуваше нешто многу за поспивање. Штом веќе ти е пладно. Да, 5,5, 4,5, тие се сите... Мислам исто е прилика со тоа што малку повеќе време, нели вака, од Сабајла. Да, меѓутоа не знаеш колку сме срекни и драго ни е што официјално дознаваме дека се враќаш на музика и особено дека стана збор за твојот прв соло проект. И велам на Цета дека пред извесен период јас и ти баш се слушнавме за новата тема и на Саут Парк и тоа е всушност една нотификација која што треба да си ја обезбедиме тука, конкретно стана збор нели за физичко присуство на Саут Парк, ама за тоа потоа, добро што си давате поддршка едни со други. Многу ми е драго што еве ќе почнам и оттаму дека Дамир Пух е оној кој што ќе биде дел од и овој студиски проект како дел од авторскиот тим. Меѓутоа би сакал да споменеме за сите, бидејќи додека ќе говориш сега за чекање, би сакале токму за Цеце, Марко и целата екипа на Утринска телма и оние кои што не гледаат да ја раскажеш приказната од каде всушност инспирацијата за чекање, мала куса приказна која што беше инспирација и за тебе. Така, значи, мислам дека да слушнав добро. Чекање, значи, генерално сите песни кои што ги спремам за тоа што го најавувам како албум, велам за неодредено време ќе се случи, бидејќи едноставно непредвидливо сите луѓе со кои што се работувам, тоа се луѓето кои што свират сите на чекање заедно со Дамир Пух, човекот кој што работи на миксот и мастерот. Достапноста на сите е различна, сите се со свирки, сите се и со други бендови, со други обврски, а и јас не сум за жалење во поглед на обврските, така што демоверзиите на сите песни се до некаде се сите направени, значи од прилика знам како ќе изгледа, знам кои се песните и сето. Така чекање решив да биде прва, не заради тоа што е прва направена од сите, но бидејќи можеби таа е една од тие две-три што малку повеќе притиска, односно што ме болат секојдневно, да кажеме, на улиците на Скопје и низ цела Македонија, да доволно е да тргнеш на едно патување кратко за да видиш што се случува. Мислам, тоа беше, одев на факултет на предавање, кој што патем кажано го завршив во јуни. И на секое одење на улиците, значи попат на автопатот постојано имаше нечии миленичиња кои што лежеа со недели таму не собрани и едноставно не ми престануваше да ми се врти мислата во глава дека некој ги чека да се вратат дома и тоа беше ова што го гледаме во позадина е нешто што го имам собирано веројатно многу долго време, можеби уште пред имам навика едноставно да одам по градот и да речеме да фотографирам, да некако да правам запис за нивното постоење, бидејќи понекогаш да не се активистите и да не се луѓето што вистински сакаат живот, нивното постоење на вистина останува незабележано. Незабележано, да. Па така некако ги фаќам, да речеме, успат и ми дојде идејата дека ова би било, дека тие би биле совршено видео, дека нема поента мене да ми има нова видео, бидејќи тие самите, мислам дека нивните погледчиња и опавчиња си ја кажуваат. Поентата ја доловуваат како што треба да ја доловат. Да, спомена дека не најавуваш кога ќе биде, но ќе биде албумот. Со оглед на бројните обврски твои на бендот, но во која насока, Леја, ќе се движат твоите идни
музички приказни? Па, насоката отприлика Ова? Отприлика ова, јас пробував кога ја аплодирав песната за онлайн стриминг платформите, пробував, има таму на 3 места треба да напишеш жанр и субжанр на песната, и тоа ми беше навистина многу комплицирано затоа што јас не знам каде прифаќам жанровски, бидејќи не ги слушам многу разновидна музика, сакам многу разновидни композитори, автори, и едноставно многу ми е тешко да кажам, не знам, можеби вие како слушатели подобро не знаете каде спаѓа, ама отприлика ова е, да кажам, вајбот на албумот. Ние се радуваме дека ти воопшто се враќаш на музиката со оглед на тоа дека нели се посвети на мајчинството. Вистина ги сакаме тие концерти кои што сме ги имале и во минатото со тебе. Меѓутоа, еве, ќе споменеме дека на албумот, освен тоа што тој ќе биде дел од креативниот тим за кој што велиш, албумот доаѓа на неопределено време, барем мака гледано сега, дека Дамир Пух ќе има со тебе всушност и колаборативна песна. Дали и други некои соработки се најавуваат со оглед на тоа дека си дама која што постојано си гравитираш со овие одлични умови од музичката сцена? Генерално, тимот е сега за сега тој. Дамир ми беше, има многу голема желба да биде гостин на една песна, одадов да избере меѓу две. И ја одбра таа конкретната на која што ќе гостува. Сакам, можеби ќе има уште еден гостин на таа песна, ќе видиме, треба, тоа е се уште нешто што на кое што се работи, ама генерално бидејќи баш така како што кажа, да речеме дека цел живот работам со многу луѓе, коавтор сум на броев пред некој ден и ми испадна околу 30 на песни на кои што сум коавтор, и неколку од нив се, да речеме, мои 3-4 отприлика изброев. Но имам многу голема желба овој албум да има малку поголем дел од мене, бидејќи некако се осеќам недокажано, да речеме. Се осеќам дека имам уште што да кажам и дека сакам луѓето да може мене да ме чујат кога ќе го чујат овој албум. Прекрасно кажано. Леа, дали ја сакаш есента и дали овие дождливи денови дополнително инспиративно ти влијаат, бидејќи вообичаено нели уметниците така знаат да се изразат? Јас често кажам, време ко време, само треба да се облечеш соодветно и ќе биде се окей. Да, можеби малку повеќе кафе треба на овие денови. Да, не, прашував од друг аспект, затоа што седењето дома, па да го слушаш дождот, да ја гледаш есента или приубавите дрвја кои што сега имаат една друга боја, веројатно е дополнителна инспирација за уметниците. Дали и кај тебе така? Да. Јас многу есента ја сакам, можеби сега вака многу мислам дека така жртвувам ризикувам да добијам така антифан база, ама есента можеби ја сакам и повеќе од пролета, бидејќи си има секој годишно време своји убави бои кои што се специфични и инспирираат на поинаков начин, ама е таа меланхолија на есента едноставно многу ја сакам. И пак ќе кажам, мислам дека тие прошетки на дожд, есен, таа една тишина, сега, например, дождот, тука го слушам околу овие прозори, и не можам, тоа е едноставно уметничка душа, одма мислам на прозорите и на дождот. Мислам дека треба да останеме само агилни, како што кажа и самата ти, на таа синестезија која што можеме да ја доживееме преку есента. Како и да е, уште едно прашање на крај, дали со ова се споменува некој датум, концерт, каде што ќе можеме, Цеца и јас и голем дел да... Па вие ќе те гледам по социјалните мрежи дека објавуваш свирки, така што да, еве, може да најавиме каде може да те слушаме. Да, настапувам со мојот друг бенд во Дели, во Капиштец секој четврток, и тоа успеав да договорам свирка каква така во тајминг, во атмосфера каква што, например, јас би сакала да можам да бидам гостин на такво место, односно од 8 до 10 е свирката. Што значи дека за нас што сакаме да стануваме рано е таман, и е една така многу мирна, пријатна атмосфера каде што може да си направиш муабет со луѓе. Убаво ми е бидејќи се гледам и со мои драги луѓе кои што, нели, доаѓаат и така е.
можам да кажам само да сумирам дека многу сум среќна, како што кажа Преска Марко, многу сум среќна дека сум назад во музиката. Прекрасно, И ние и исто. уште повеќе, да знаеш. Бакнежи ти испраќаме, ти благодариме што утрево така дојде тука барем вака виртуелно хибридно да ги поздравиш сите можеби на фреквенција на Тилма и потем да најавиш еве за твоите настапи и да најавиш за албумот кој што го очекуваме токму од Се Леа. разбира. Одлично. Ја Бакнежи да многу ти испраќаме. благодариме, испраќаме љубов и се разбира те чекаме на следната Фала дружба многу. тука.